И до 2000 граѓани дневно се вакцинираат против COVID-19 во регионалниот пункт во салата на медицинското училиште во Тетово. Лекарите потврдуваат дека овие денови интересот е зголемен, затоа што луѓето се плашат од вирусот, особено по последните информации за зголемен број новозаразени, па заради тоа се создаваат и гужви пред пунктот. Зголемен е доста, поготово од кога се случи да најголем број на новозаразени во Македонија има во Тетово. Значи, секојдневно има доста луѓе кои доаѓаат да примат дали прва доза, дали втора доза. Мислам дека малку и гужва повеќе се направи од кога почна со слободен влез, значи со доаѓање со лична карта и пополнување на согласноста за примање на вакцина. Малку се направи повеќе гужва, знаеме што е причината. Значи, нашиот народ е научен на нешто поинаку и дури доаѓа до проблеми тие што доаѓа за втората доза да не ги пуштаат. Значи, тоа е само одраз на културата која самите како луѓе ја имаме. Во регионалниот пункт се врши вакцинација со прва и втора доза, со вакцините AstraZeneca, Pfizer и Sinovac. Моментално располагаме со три врсти на вакцини, значи располагаме со Pfizer, со кои се офатени деца од 12 годишна возраст па натаму до 60 годишна возраст. Значи, неполнолетните мора да бидат во присуство на родители кои ќе ги потпише таа согласност. Значи, од 18 години нагоре, значи исто имаме Pfizer и на 60 години, ова кажувам за ново пријавените, значи треба да примаат AstraZeneca. Во меѓувреме, значи, течи вакцината на каде што е прва ревакцината, каде што е првата доза со кинеската Sinovac, значи и тоа тече. Граѓаните велат дека се имунизираат за да се заштитат себе си, но на нивната одлука влијаат и најавените рестриктивни мерки. Тоа дека не можеме да влеземе по маркети, по дучани, по таксисти, тоа и обавезна, затоа примавме повеќе за да влеземе свегде дека имаме вакцинација. За тие иначе воопшто би не сум дошол да го примам. Имам со банка работа во болница, ово таму, ако имам на пример не може да пазарувам, не може ништо и за тоа највише сум дошол. Па добро да биде. Се надеваме. Нормално, зашто треба да се вакцинираме. За себе и за сите околу мене. Од Здравствениот дом Тетово информираат дека во вчерашниот ден вкупно се аплицирани 2157 дози, од кои 1103 лица се вакцинирани со прва доза и 1054 ревакцинирани со втора доза.